Почитувам председателе, колеги пратеници, дозволете ми кратко да се осврнам на предлог законот кој што утринава го предложивте, кој што е содржан, односно измените кои што ги предвидувате, се содржани на малку помалку од 30 и нешто страни, а сте ја занемариле вистинската анализа за тоа како треба да изгледа Министерството за култура. Затоа дозволете ми да кажам неколку работи. Најпрво, она што го додавате, односно по алинеја 1, она што се додава за примена, заштита, унапредување и избогатување на македонскиот јазик и неговото кирилско писмо веќе ви е сработено. Законот ви е донесен после 18 години, инспекторатот ви е оформен, вие само треба да назначите директор. И ќе има многу работа, имајќи во предвид како го почнавте вашиот мандат. Она што уште денес сабајле укажа агенцијата, односно управата за заштита на културно наследство, која што ја занемаривте, е тоа дека во овој предлог закон, односно измените кои што ги предлагате, никаде управата за заштита на културно наследство не ви е предвидена како орган во состав на Министерство за култура, што е случај во другите министерства, што значи дека тука застанува вашата грижа за културното наследство. Ова е како треба да изгледа Министерството за култура според оваа функционална анализа која што од 2021 година финансирана од Европската Унија, значи дека како треба да се подобри работата на Министерство за култура. И многу едноставно, се што требаше да направите да не измислувате ништо, да не ги ставате повторно култура, пари во иста реченица, бидејќи на сите знаеме тоа на што не асоцира, туку требаше да го погледнете овој органограм и ова ќе ви покажеше како треба да изгледа Министерството за култура за да функционира што е можно подобро. 4 директорати, Управа за заштита на културно наследство, творештво, европски интеграции, креативни индустрии и општи работи. И тоа е се што му треба на Министерството за култура, она што го кажале вработените, корисниците, она што го кажале сите што од осамостојувањето имале можност да работат со и во Министерство за култура. Меѓутоа, тоа не е промена која што се прави вака како денес преку ноќ. Затоа што Министерството за култура, знаете и вие, или ќе то знаете, знаеме сите дека е едно од најважните министерства. За тоа да се направи да функционира како што треба, нема потреба да се додава ова што го предлагате тука во членот 18, бидејќи сабајле образложивте дека секторот туризам е дел или сегмент од Министерството за економија, изгледа заборавивте дека е агенција, што значи дека немате намера, она што го најавувавте на почетокот, да ги намалувате функционерските места, напротив имате намера да ги зголемувате, и тоа за жал и со Министерството за култура се докажа. Што значи дека управувањето со Министерство за култура со помош на оваа анализа, со помош на оваа функционална анализа која што ги праша сите, од вработените до сите раководители, до сите државни советници во Министерство за култура, значи подобро функционирање на Министерството за култура, додека пак ова е само една пропаганда или ова е само едно мачкање на очи, затоа што очигледно сакате од Министерство за култура нешто да избришете. Токму затоа јас ќе гласам против оваа измена, затоа што не го правите пофункционално Министерството за култура, туку ќе не вратите назад и ќе видиме повторно некое ново Скопје 2014. Ви благодарам.